Добар ден, како се случи? Добар се. Напредување, бидејќи зборувавме за младите. Не, Никол. Codewell Unlimited. Masak Solution. VT Production. Sigmoid. Почитуван заменик председател на владата, почитуван директоре, почитувани представници на компаниите добитници на грантот, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. На почетокот би сакал да истакнам дека навистина ми е драго што ги објавуваме добитниците на грантовите за кофинансирање од вториот инвестициски бран токму на крајот од годината. Католиците веќе слават Божик, сите се спремаме за нова година, а и православните христијани за Божикот кој што доаѓа после тоа и навистина е пригоден и прикладен период за една ваква активност. Во овој период, обично секој од нас сака да сумира што сработил и какви резултати постигнал. Се тоа што го чув досега ми дава за право да кажем дека планот за економски раст во изминатата година не само што ја постигна, туку и ја надмина зацртаната цел. Денешните, овие 65 компании, но и 70-тина од првиот бран добитници на грантови за кофинансирање се секако само еден доказ за тоа. Како што пред малку рече и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, Деспотовски, вкупниот износ на нови инвестиции во економијата само во втората група компании за финансирање е повеќе од 824 милиони денари. Ке повторам и дека само за инструментот за поддршка, инструмент за подобрување на иновативноста, вкупно се ангажирани 323 лица, од кои 85 се нови вработувања. Поддршката за отварање на центри за технолошки развој и иновации, која што за прв пат е воведена во Македонија, освен што во голема мера го поттикна технолошкиот развој, ја разбуди и креативноста на компаниите. Истовремено, македонските компании станаа поконкурентни на пазарите во регионот. Почитувани, планот за економски раст создава економија со здрави и цврсти темели, а придобивките ги чувствуваат граѓаните, стопанството, како и целата наша земја. И затоа продолжуваме со засилено темпо. Неколку пати досега реков дека 2019 ќе биде година на пресвртница во економските политики. Фискалната политика на владата на Република Македонија следната година ќе обезбеди раст на македонската економија, социјална сигурност, а ќе го забрза и нашето пристапување во НАТО и интеграциите кон Европската Унија. Создаваме буџет кој во 2019 година ќе ја одржи макроекономската стабилност и фискалната консолидација. Парите на граѓаните, кои што преку даноци влегуваат во буџетот на земјата, уште повеќе и повеќе ќе се наменат за проекти за поддршка на граѓаните во сите категории. И натаму остануваме на нашата определба за раст на поддршката за домашните и странските инвестиции со буџет повисок од 37% во однос на буџетот кој што го завршуваме оваа 2018 година. Предвидуваме 37% повеќе пари за зголемување на конкурентноста на приватниот сектор преку мерки за нови инвестициони вложувања, мерки за поддршка на извозот и освојување на нови пазари, за поддршка на создавање на нови вработувања, за поддршка на малите и средните предпријатија, за странски инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони и секако за субвенции во иновативната дејност, технолошкиот развој и истражувањето. Почитувани, цврстата и одлучна посветеност за евроатлантските интеграции на земјата ги зајакнуваме со буџет за растечка економија, за социјална праведност, за поквалитетни здравствени услуги и за подобра живеачка за сите граѓани. Ве уверувам дека и во 2019 година владините мерки ќе придонесат за натамошен раст на платите, како и дека ќе го продолжат трендот на вработувањата во приватниот сектор. На крајот, дозволете ми искрено и од срце да им честитам на сите добитници на грантови за кофинансирање и да им посакам уште многу успешни проекти
Секако би сакал вам, но и на сите присутни тука денеска, да ви ги честитам предстојните празници и да посакам да се гледаме само во вакви убави прилики и наредната 2019 година. Честитки уште еднаш за добитниците.